Четворица се повредени, од кои тројца потешко во тешката сообраќајна незгода која се случила синоќа на патот Делчево-Штипка и Облешево. Учествувале автобус и возило Форд Ескорт. Возачот 40 годишен кој го управувал возилото поради сериозноста на повредите е пренесен во клинички центар во Скопје. 61 годишниот сопатник во Ескортот е хоспитализиран во Штипската клиничка болница. Во несреќата полесно повредена и сопатничка и 4 годишно дете. Неодамна возач на автобус прегази пешак кај Крупиште. Во Пробиштип возач на автобус удри во 8 годишно девојче. Сообраќајка се случи на патот кон Злетово. Влажните коловози, појавата на магла и намалената видливост бараат поголема одговорност од возачите во овој период од годината, кога сообраќајот се одвива во услови на дожд. Надлежните апелираат на почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација на патиштата, се со цел лична безбедност и безбедност на останатите учесници во сообраќајот. Брзината на движење е еден од факторите што ја загрозуваат безбедноста. Тоа се покажа и со последната акцијска контрола на полицијата за откривање на возачи кои ја пречекориле дозволената брзина на управување со возилата. Санкционирани се вкупно 238 возачи кои што го сториле овој прекршок, што укажува на фактот дека дел од возачите не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Од Автомотосојузот на Македонија препорачуваат внимателно возење на засеците и клисурите на патните правци Кочани Македонска Каменица, Делчево, Виница, Берово, поради можноста од појава на одруни на патот. Пред 2 дена стапи на сила законската одредба за задолжително носење на зимска опрема во возилата.